со мене го има Марко Печиновски, кој што денеска покажа дека нема откажување и останатите пораки кои што ќе ни ги каже, ќе ги слушнеме токму од него. Марко, добар ден. Денеска цела Македонија сите очи од Македонија се вперени во тебе. Како се чувствуваш денеска? Се чувствувам супер. Одиме напред, немат гледање назад, немат паѓање. Одиме напред, не се откажуваме. Така, тоа е пораката која што испреќаш дека нема откажување. Еден момент од вчерашното пливање дека имаше светски судија кој што е со тебе и кој што ти порача дека ако сега ова не си го успел поради временските услови, дека можеш 3 пати да го препливаш езерото. Дали тоа е точно? Точно, јас имав и сила и кондиција и бев спремен и психички. Проблемот со ногата ме спречи, ама ќе продолжиме понатаму, ќе успееме можда следната година. Така, сите се бевме денеска и загрижени за тоа дали си добро. Ќе ни кажеш како се чувствуваш сега, дали се чувствуваш добро, те боли или се уште ногата? Се уште имам мали болки во ногата, ама ќе поминат сега, не гледам на тоа. Гледам се фокусирам да го направам денот и самиот да си го направам денот. Сигурно на сите нас ни го направи денот и ни влеа голема надеж. Некаде околу пред една година го започна овој подвиг, кога го преплива Охридското езеро. Што те натера сега пред себе да поставиш таква цел и за една благородна порака која што ја испреќаш? Па, не знам, така беше од Господа, од свет. Беше како вродено во мене ова релација, ја сакав уште, не знам од кога. Уште од 15 октомври бевме спремни на ова дека ќе го пливаме. Ја тоа се спремавме за ова. Колку време се подготвуваше за овој предизвик? Од 15 октомври до сега и секој ден имаше тренинзи? Скоро секој ден, некој пат ќе заради нога, некој пат заради нешто немаше да име, ама скоро секој ден да. Дали може да очекуваме дека повторно ќе влезеш во езерото и ќе постакаш да го опфатиш овој подвиг? Да. Да очекуваме наскоро? Кога и да биде, нека биде добро. И за крај, која порака те сакаш уштинаш да испратиш на сите оние кои што денеска не гледаат? Никогаш да не се откажувате, све ќе си дојде поред, све е пишано, тоа све е дел од судбината. Ти благодарам, Марко, ти благодарам што имавме чест да те имаме во вестите на Алфа. Остануваме јас и Марко да се повозим уште малку на бродот. Тука сме со голем број поддржувачи, пријатели и голем број на луѓе кои што се соочиле со проблемот ретки болести. Да не заборавиме, денеска испраќаме порака никогаш да не се откажуваме и ја подигаме свеста за лицата со ретки болести. Јас и Марко тука ве поздравуваме и ви посакуваме убав ден и секако да не се откажуваме.